Кривопаланчани, поздравете го својот иден градоначалник Ранчо Младеновски. Добро вечер, почитувани кривопаланчани, мои сограѓани, драги пријатели. Вака и личи на Крива Паланка. Сите сме на едно место, со една цел, да се вложиме себе си за подобра Крива Паланка. Уште пред повеќе од 9 месеци, од ова исто место, промовирајќи ја мојата кандидатура за градоначалник, заедно со многу тимови, со многу труд и енергија, пред се заедно со вас, граѓаните на Крива Паланка, започнавме да ја креираме нашата и ваша визија за подобра, поурбана и помодерна Крива Паланка. Остваривме многу средби, посети и контакти. Се појавивме во секоја населба, во секое село. Тропнавме на секоја врата и домаќинство. Разговаравме за проблемите и баравме решенија. Така ветивме, така и направивме. Вие ја испишавте мојата програма. Нашата заедничка визија, представена и елаборирана во нашата програма, е врвен приоритет. Мој и на мојот тим, составен од млади, храбри и решителни луѓе, полни со ентузијазам, со богат креативен потенцијал. Луѓе со кои ќе се вложиме себе си, не штедејќи ниту атом од нашата енергија, а се со цел да обезбедиме подобар живот, подобар стандард и да го подобриме квалитетот на целокупното општествено живење. Мојата визија за Крива Паланка е модерна, по европски терк уредена општина, општина со модерна и современа инфраструктура, општина во која нема да постојат горливите проблеми со водоснабдувањето и непостоењето на канализациона мрежа во поедини урбани подреша, кај што во современи услови се незамисливи како такви. Мојата визија за Крива Паланка е модерна општина во која ќе проектираме и планираме изградба на патишта, сообраќајници, модерно уредени паркови и зеленила, детски игралишта и спортски терени. Модерна и развиена општина која што ќе биде препознатлива туристичка дестинација со развиен селски, планински и спортски туризам. Гасификацијата на Крива Паланка е еден од нашите клучни проекти. Таа ќе овозможи подобрување на урбаните услови за живот, но и можност за привлекување на инвестиции во градот. Тоа директно ќе влијае на подобрување на социоекономската состојба и намалување на невработеноста. Со изградба на слободна економска зона и со донесувањето и имплементација на новата стратегија за економски развој на Крива Паланка, ќе привлечеме домашни и странски инвеститори. Плоштадот и градскиот парк се лицето на секој град. Кривопаланчани со сигурност заслужуваат едно убаво издание од она што го гледаме денеска. Ние ќе извршиме модернизација и преуредување на истиот и ќе го претвориме во центар на најразлични културни, забавни и традиционални манифестации и збиднувања. Урбанизација на калин камен и изградба на основна инфраструктура се дел на нашите приоритети за да овој локалитет биде ставен во функција на развој на зимскиот, планинскиот и спортски туризам. Изградба на нови сообраќајни решенија, нови паркинг простори, нова инфраструктура се повеќе од потребни на овој град. Недозволиво е во време во кое живееме, а само на 500 метри од центарот на градот, граѓаните да немаат асфалтирана улица, канализација, чиста вода за пиење, улично осветлување. Асфалтирањето на улиците во централното градско подречје, но и во населбите Баглак, Лозаново, Скрљава, Бегови Бавчи и Житни Магацин се наш приоритет во првата година од мандатот. Ставање во функција на водовод Станешка река и пуштање во употреба на фабрика за вода на кривопаланчани ќе им овозможи да има доволно и квалитетна вода за пиење. Изградба на нов крак од базенот
за висока зона, десен брег кон населба Лозаново и изградба на базен за висока зона Лев брег се исто така приоритети во делот со водоснабдувањето. Изградба на 15 мини спортски терени и забавни паркови на разни локации ќе допринесе за разубавување на урбаниот дел на градот, но во исто време и отварање на простор за рекреација, одмор и забава за различни возрасти и генерации. Во таа насока посебен акцент ќе биде ставен на уредување на кеот на Крива река и просторот помеѓу сливот на Дурачка река во Крива река. Ќе изградиме нови паркинг простори со што ќе го растретиме сообраќајниот метеж во центарот на градот. Пешаците ќе ги вратиме на тротоарите, а возилата на коловозот. Ќе му дадеме нов лик на градскиот зелен пазар. Ќе го подобриме јавното осветлување и јавната чистота на градот. Со изградба на мини спортска сала во кругот на детската градинка Детелинка ќе овозможиме на дечињата да имат соодветен простор за спорт и рекреација, а не како сега да спортуваат во истите простори каде што се хранат. Нова спортска сала ќе добие и Централното училиште Јоаким Кршовски, а спортските терени во подрачните училишта ќе бидат оплеменети и реновирани. Ќе ги подобриме врските со руралните средини на селото, ќе му дадеме живост, ќе креираме услови за развој на земјоделието, сторчарството и рурален туризам. На полето на културата ќе ги поддржиме постоечките, но и ќе организираме уште 3 нови културни манифестации од интернационален карактер. Ќе вложуваме во поединечните и екипните спортови, ќе ги поддржиме талентираните и трофејните поединци и екипи. Училиштата ќе бидат простори за стекнување на нови знаења и животно искуство. Ќе отвориме катчиња за креативно изразување на младите во различни области, а со изградба на така наречената мала сцена ќе овозможиме сите таленти да бидат представени непосредно на јавноста. Ќе ги подобриме квалитетот и услугите кои ги дава општинската администрација. Ќе го воведеме системот наречен 48 часа од дојавата за определен комунален проблем. Службите ќе треба во рок од 48 часа да излезат на терен, да интервенираат и на странката да ја вратат повратна информација за тоа што е направено. Ќе се зголеми транспарентноста во работењето и трошењето на народните пари. Почитувањето и градењето на моралните и етички норми, воведување на електронски подпис во комбинација со едношалтерски систем на работење, на странките ќе им овозможи во најкраток можен рок да ја добијат бараната информација и услуга. Почитувани сограѓани, доаѓа нова перспектива за подобра иднина на Крива Паланка, време е за градење на европска Крива Паланка. Сите овие проекти се јасно опипливи и реално остварливи. Програмата опфаќа и многу други проекти и активности кои се резултат на успешно спроведениот проект Отвори врата за иднината. Во следниот период нашите тимови со интензивна работа повторно ќе ги посетат сите домаќинства, ќе ја представиме нашата програма, ќе ги промовираме нашите кандидати и ќе ја бараме вашата поддршка за следните локални избори на 24 март. Поддршка која што сме сигурни и убедени дека ќе ја добиеме. Ќе ја добиеме затоа што нашата понуда е пресе честна, искрена, реална и граѓанска. Со заеднички сили, јас, мојот тим, Советот на општината, администрацијата и граѓаните на Крива Паланка како силни партнери, заеднички и посветено ќе го исчекориме овој пат кон постигнување на подобри вредности и резултати. Почитувани граѓани, на крајот сакам лично да ви се заблагодарам за вашата се поголема поддршка, за вашата доверба, искреност и одлучност, за вашата верба во нас и во нашите капацитети. Сакам да ви уверам дека сме целосно решени, одлучни и целосно подготвени да ја практицираме локалната власт на најдобар можен начин, единствено во ваш интерес и во интерес на сите граѓани. Затоа ве повикувам на 24 март да ја дадете вашата поддршка и за кандидатската листа за советници на коалицијата Сојуз за иднината, пред се затоа што се тоа честни, скромни, искрени, посветени, млади, но и искусни луѓе и кандидати. На 24 март заокружете го бројот 42, заокружете иднина. Иднината сега време е. Да живее Крива Паланка, да живее Македонија.